Кремљ најавува соодветни и возвратни мерки по одлуката на властите во Скопје за прогласување 5 вработени во руската амбасада во Северна Македонија за персона нон грата. Одговорот стигна од Руското министерство за надворешни работи, кое потекот на македонската дипломатија го нарече нагласен непријателски чин. Тоа е продолжување на курсот кој од пред неколку недели го преземаа властите во Северна Македонија за брзо уривање на билатералните односи со Русија. Со приклучувањето кон русофобичната хистерија што ја започна Западот, Скопје потврди својата подготвеност непромислено да го жртвува суверенитетот и да носи одлуки кои се спротивни на јавното расположение и се во спротивност со основните национални интереси. Ќе бидеме принудени да преземеме одмазнички мерки е ставот на руското МНР. Ако се следи претходното искуство, тоа би значило дека може да се очекува Москва во наредниот период во знак на дипломатска одмазда да прогласи македонски дипломати за непожелни на своја територија. Таков беше примерот минатата година кога на протерување руски дипломати од Скопје, Москва одговори со протерување македонски дипломат. Се уште е нејасно зошто 5 вработени во руската амбасада во земјава се протеруваат, освен официјалното соопштение од македонското МНР дека причина е извршување активности кои се во спротивност со Виенската конвенција. Сличен беше и одговорот и на министерката за одбрана. Министерството за надворешни работи си како една од надежностите е да реагира на информациите кои ги добива од безбедносно-разузнавачките служби. Се работи за случаи во кои е предвидено констатирано дека е прекршена Виенската конвенција за однесување на дипломатите во нашата држава, што значи дека тие со своите постапки на некаков начин ги прекочекориле своите овластувања. Очекувано не се прецизира ниту за кои вработени станува збор. Во земјава, според веб страницата на амбасадата на Русија, присутни се 19 руски дипломати, вклучувајќи го и амбасадорот Сергеј Базникин, кому вчера му беше вратена дипломатска нота во македонското МНР. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.